Почитувани гледачи, добра вечер. Следите уште една анализа на телевизија 24. Шпионско-криминалната афера Груевски и Бошковски се уште ја тресе Македонија. Денеска во Солун беше одржано првото рочиште од нивниот судски процес, каде се задржани од грчките власти поради користење на фалсификувани патни исправи со имиња Христо Атанасов и Неджби Асан. Тоа се оние имиња кои биле на патните исправи со кои Груевски и Бошковски се обиделе да летнат за трета земја. Овој судски процес, како што е познато, е одложен за декември, тогаш ќе продолжи, а образложението е дека на судскиот процес денеска на судското рочиште немало преведувач на македонски јазик, што е мајчин јазик на двајцата осомничени. За овој процес и како овој процес влие и како се одрази врз целиот правосуден систем во Македонија, денеска ќе вечерва ќе зборуваме со нашите гости, тоа се адвокатите Оливер Вуксановиќ, Валентин Зафиров и Љубиша Станковиќ, колега и долгогодишен новинар во областа на судството. Господа, добра вечер. Видовме денеска што се случи. Можеме ли сега да дадеме прво една генерална оценка како би требало да се одвива овој процес? Кои се можните правци на кои ќе се во кои може да се одвива овој процес, бидејќи сега македонските власти треба да побараат екстрадиција, најверојатно ќе побараат, и грчките потоа треба да одговорат на тоа. Но има и други варијации, нели? Можни да видиме кои би биле. Македонија е членка на Интерпол од 93 година, од Роби, 62-та генерална конференција на Интерпол. Но соработката до 95-та со Интерпол се одвиваше преку Националното централно биро Интерпол Белград до 95-та година, после тоа е во Македонија веќе формиран Интерпол. Имајќи предвид дека заради сложеноста на билатералните односи помеѓу Македонија и Грција и неможноста за ратификување на веќе постигнатите спогодби и билатерални договори со Грција од страна на грчкиот парламент, Грција и Македонија немаат подпишано договор за екстрадиција или за реадмисија на ова. Но тоа не значи дека Министерството за внатрешни работи со Министерството за полиција или внатрешни работи, како и да се вика во Грција, немаат остварено соработка и можност за соработка, што се покажало низ пракса дека можат. Согласно грчкото законодавство, при добивање на меѓународна потерница за екстрадиција на припадници на трета земја, која не е членка на Европската Унија, се применува Европската конвенција за екстрадиција, која што е ратификувана од страна на Република Грција, и се применуваат во пракса сите оние билатерални договори кои Република Грција ги имаше подпишано со понарешната СФРЈ, а со Законот за спроведување на Уставот од 91 година се превземени и како републички прописи во Македонија. Постапката за екстрадиција е многу едноставна и опишана е во законот. Кај нас Европската конвенција за екстрадиција е имплементирана во Законот за кривична постапка комплетно. Тоа е дека при кога државата молител, во овој случај Македонија, на замолената држава треба да ја достави барање за екстрадиција со комплетната документација наведена во законот. Тоа е утврдување на идентитетот на лицето кое се бара, основот правен по кој се бара, описот на кривичното дело и комплетните докази кои го потврдуваат основаното сомнение дека лицето го сторило кривичното дело. Покрај тоа се доставува дали е било кој правен акт по кој може да се каже дека е веќе поведена постапката. Тоа е барање за спроведување на истрага, обвинителен предлог или обвинителен акт и решението за определување на мерка притвор. Што предпоставувам дека од медиумите разбравме дека Министерството за правда веќе се обратило до Основниот суд Скопје 1 како стварно и местно надлежен за постапката за екстрадиција, поготово што пред него се водат
веќе постапките поведени против Бошковски и против Груевски, да ги комплетира документите, екстрадиција може да побара согласно македонската легислатива само министерот за правда. На тоа, при комуникација со Грчкото Министерство за правда, очекуваме да Грција не прави било какви пречки, него да ги екстрадира во една законска постапка. Согласно нивните законски решенија, таа постапка може да трае од 4 до 8 недели од моментот на првичното доставено барање со доказите. Во понатамошната постапка, државата молител има право да побара и дополнителни докази за екстрадицијата. Судот надлежен, стварно и место надлежен во конкретниот случај судот во Солун ќе донесе некое решение за дозвола на екстрадиција, предпоставувам, по кога решението ќе стане правосилно и извршно, службите ќе се договорат како да го екстрадираат. Да. Добро, еве, отприлика вие ја опишавте постапката за екстрадиција и тоа е еден од правците во кој би можел да се движи овој случај Зафиров. Денеска после она рочиште што денеска се одржа и после одложувањето за декември, после објаснувањето дека тоа е одложено поради немање преведувач на македонски јазик, веќе во јавноста се појавија некои шпекулации дека се наоѓаат начини овој процес да се одложи, дека можеби освен екстрадиција би можело да се случи и нешто друго, па еве вас ве прашувам кои се опциите сега во овој случај? Значи, нека биде мирна македонската јавност, нема друга опција. Значи, ова е сосема нормално постапување. Ако земеме дека и кај нас предметите за месец и пол, нарочито кривичниот суд што е пооптеретен со предмети и по 3 и по 4 месеца се одлагаат, зошто у Грција не може за месец и 10 дена да се одложи предметот. Кај нас е актуелен по овој предмет, во оваа екстрадиција, заради нашите потреби, заради нашето судство кое потона до не знам до каде потона, за тоа што се случи многу предигри во овој случај. Притворот, определување, притвор, пуштање од притвор, возможување да побегнат, па после сега ќе бараме со меѓународна потерница, ќе ги бараме од странство. Иначе у Грција нормално се функционираат правосудните органи. Најнормално имаме фалсификат, си го судат за фалсификат, нема услови за одржување на главната расправа или како кај да се вика, се одложува за месец и пол во согласно роковникот на судијата кој го суди предметот. Тука нема апсолутно ниту еден професионалец не може да види тука нешто сомнително. Значи тука нема ништо сомнително. Меѓутоа да се навратиме за екстрадицијата. Добро, имаше Македонија проблеми со некои барања за екстрадиција со други држави, значи, каде што тоа не е помина на време. Закон за меѓународна правна помош или како се вика меѓународна правна соработка, што постои една одредба дека министерот може да не одобри екстрадиција, односно да побара од владата да не се одобри екстрадиција на кога тоа се бара од нас да се исполнети условите поради некои повисоки интереси на државата, некои државни интереси, може да постојат и у тие законодавства таква одредба. Значи тоа е пак нормално, они секој си ја штити својата држава. Сега да не зборуваме, имало ќе има случаи кои отстапуваат од редовниот пат на работа, ама ја ваму не гледам нешто такво. Кој интерес Грција би го имало да ги наруши односите со соседна земја и тоа кога тие односи се во подем на подобрување, заради да ги спаси или не знам што да направи со Груевски и Бошковски. Ја не гледам таква причина. Едноставно, у сета оваа работа треба лавно да се постапува. Тоа се толку кратка постапка предвидена за постапување на нашите државни органи, мислам дека е во 4 или 5 члена кога ние бараме екстрадиција, што правиме? Значи ни известија дека се они по меѓународна потерница лишени од слобода и сега ние во рокот што кај нас е 40 дена, не знам по грчкиот закон колку е, треба да ги доставиме комплет документите. Комплет документите опфаќаат 4 или 5 работи, да не ги набројувам или ако сакате таксативно ќе ви ги набројам. Тоа се у глобала што и кажа колегата, само не барање за спроведување истрага, оти барање за спроведување истрага, кога не е почната истрагата, кога нема решение за истрага никаде на светот,
односно низ модерните демократии, не се дозволува екстрадиција. И тоа само иницијална капсула за да се почне да се води постапка дали е виновен или не. Веројатно и колегата мислеше на решение за спроведување, на решение за спроведување истраги, иначе ги наброја горе-доле. И нема тука дополнителни докази, барање за вина или не за вина, него докази во однос на условите. Тоа имаме кај нас е судија и известител, веројатно и кај нив е слично постапувањето, само оние дали ги има сите потребни услови за да се изврши екстрадицијата, па после тоа го доставува до Советот, кај нас е така, слично е секаде низ Европа, па тој доноси решение, па на тоа има право на жалба во рок од 3 дена до повисокиот суд и по правосилноста на решението се доставува до министерот за правда да го дозволи или да не ја дозволи екстрадицијата. Тоа е постапката. Нема голема филозофија. Иначе ние сме правни сукцесори на СФРЈ, односно на ФНРЈ, и према тоа се што подпишала СФРЈ со Грција во оваа област, а има подпишано, како ФНРЈ, ние како правни следбеници, односно како сукцесори на СФРЈ, тие одредби важат, мислам, таа правна регулатива важи и за нас. Значи нема потреба само да го појаснам на луѓето, на јавноста зошто е тоа така. Ако приметите дека ние имаме билатерални договори во оваа област, на оваа тема, склучено само со Босна, Словенија, Србија, односно земјите со кои не сме можеле да склучиме претходно вакви договори, бидејќи сите произлезовме од нашата заедничка држава, тогаш СФРЈ. Па сега како самостојни субјекти со нив имаме билатерални договори. Станковиќ, еве, како што спомна и господинот Зафиров, бегањето на Груевски и Бошковски е резултат на сплет на тие процеси во правосудниот систем. Ке зборуваме за нив повеќе. Како се случи тоа Груевски да биде во притвор, па да не биде во притвор, па потоа да избега, па сега еве сега ние тука во студио да дебатираме ке има ли екстрадиција или нема да има. Да, техникалиите на екстрадицијата, на начинот на вршење екстрадиција, кажа и господин Алексановиќ и господин Зафиров. Јас само ќе се навртам на оно што го рековте кон најава. Станува збор за шпиунско криминална афера. Тоа беше вашата синтагма со која почнавте во воведот на емисијата. И јас ќе се согласам меѓутоа да ви кажам искрено, од она што досега го слушнаме за овие години и пол дена како трае тој скандал поврзан со Горан Груевски, ние шпиунско не чувме ништо, повеќе слушнаме криминални работи. Зошто го ведам ова? Значи во меѓувреме имаше не знам колку отворени истраги, затворени истраги, притвори и така натаму. Меѓутоа ние нешто слушнавме ништо што во изминативе десетина години тој човек направил како заслуга во смисол на контраразузнавање. Дали фатил некои крупни разузнавачи, странски разузнавачи, дали разоткрил некоја мрежа и така натаму. Значи не слушнавме ништо. Меѓутоа за изминативе години по две, па можда и повеќе, слушнавме некои интересни работи дека тој човек имал на слушалки преку 20 и кусури илјади граѓани на оваа држава. Значи тој се занимава повеќе со некои недозволени криминални работи отколку се занимава со она што му е негова работа. Така да ова што се случува ова бегство во Солун и нивното таму апсење со неговиот колега Бошковски е само финале на таа една приказка која трае. Знаете, целата приказка по мене суштински започнува некаде на почетокот напред. Мислам, чинам дека беше први или втори пат, во крај линија не е ни битно, 2016 година, кога специјалното јавно обвинителство за Горан Груевски поднесе барање за спроведување на истрага со барање за определување на мерка притвор. Првично притворот беше прифатен, па потоа беше заменет и така натаму. Сеќаваме на судиката Поп Стефанија, која му е замени мерката, и така човекот после само еден викенд, поминат еден викенд во притвор, значи од петок до понеделник, излезе, значи беше само 2 ноќи во притвор. Како се случи тоа да така магично Горан Груевски го напушти притворот, е работа на која ќе треба да кажат судиите за оно што збори господин Зафиров. Тие исти судии кои што доведоа Горан Груевски да излезе од притвор. Јас не велам дека тој може човек после месец, 2 или 3 поминати од притвор и завршени истраги немаше да излезе, меѓутоа тој излезе само после 3 дена. Што верувате дека за многу полесни дела не би се случило, а не за такви дела за како што тој беше осомничен, а сега веќе обвинет. Таргер тврди на предмет кој што верувате дека ако се потврди дека е така, него му е запретена огромна, да не речам голема затворска казна. За другите предмети баш кај му. Меѓутоа, знаете,
играње пасош, не пасош, па се на второто полувреме кој се случуваше изминативе неколку месеци, тоа од септември недека, па има притвор, кривичниот суд не му дава притвор, ама апелација му дава притвор. Ама он има право на жалба, па ќе почекаме да има што ќе се случи, зашто ќе реагира и до врхов. Имаше таков сплет на небулози, не би рекол правни одлуки, небулози, кои што доведоа до тоа да Горан Груевски фактички беше однатре подпомогнат, па веројатно му јави рекоа каква одлука ќе му се донесе, да тој замине и си издаде. Ова со пасушиве, со кои сега се тера шега, нечби, мечби, не знам какви свиња, Христо и така натаму, е само продолжение на тоа што некако замислил како идеја, план за бегство или не знам за што, меѓутоа се покажува дека е многу провиден, многу прозаичен, во крајна линија смешен. И верувајте, било која земја да не Грција, најмизерна земја да е, најнебезбедна земја да е, такви и условно речено контраразузнавачи ќе беа фатени уште на самиот врз државата, како што и впрочем се случи. А дали ќе бидат екстрадирани или не, јас сум нистата позиција како господин Зафиров дека многу брзо ќе ни се случи да ги испорачат. Верувајте дека грците нешто не се интересираат да ги нарушуваат билатералните односи со Македонија кои се во нагорна линија, значи во настока на подобрување заради некои си двајца кои што биле, ајде да речеме, контраразузнавачи и за кои се водат кривични постапки во соседната држава, мислам дека многу брзо ќе бидат испорачани, дотолку повеќе што верувајте дека и Грција не се интересирани да ги хранат тие двајца луѓе за дело како што е, не знам, фалсификување пасоши или влез во нивната држава со фалсификуван исправен. Така да сме јурија. Да. Добро, доколку ги екстрадираат, што се случува со нивниот процес тука? Тие веднаш тука ги носат во притвор кој веќе им е определен и продолжува судењето кое трае. Така е. Пошто е во фаза на оценка на обвинителниот акт, некои се прифатени, некои се уште немаме, бар ја немам информација дека се сите оценети за кривичните дела за кои ќе бидат екстрадирани. На сила во Македонија е мерката определената мерка притвор од пронаоѓање. Они се носат во истражниот затвор и од истражниот затвор понатаму тече постапката и нивно доведување пред лицето на правдата во закажаните термини кога судот ќе ги закаже. Нема никаков проблем во тоа. Доколку бидат екстрадирани од Република Грција, можеме да го продолжиме судењето во Република Македонија само за кривичните дела за кои е одобрена екстрадицијата. Не и за други кривични дела кои не биле офатени во барањето за екстрадиција. Тоа значи дека е многу важно што Македонското Министерство за правда ќе стави во барањето за екстрадиција. Македонското Министерство за правда треба да ги опфати. Чинам дека против господинот Груевски се 3 обвиненија, ако грешам нека ме исправи колегата, 3 обвиненија, од кои едно или две се прифатени. Две се споени сега. Таргет и тврдина се споени. Да се побара екстрадиција за тие кривични дела. И само за кривичните дела за кои ќе биде одобрена екстрадицијата, ние можеме да продолжиме постапката понатаму согласно Европската конвенција за екстрадиција. Да. Со тоа се надева дека законодавецот при носење на таа конвенција ги заштитува човековите права да не може да биде сите осомничени, односно обвинети, судени за било што друго, освен за она што државите постигнале договор за надлежност при судење за одреден предмет, затоа што екстрадицијата е само договор помеѓу државите за процесуирање на одреден кривичен правен предмет, кој ако сторителот е затекнат на територија на друга држава, да може само се врати во државата да продолжи фер и коректно судење пред правосудните органи. Да. Зафиров, некако овие сите судски процеси, предмети што се отвараат, толку се нагомила, па и околу нив се создаваат контроверзни, еве како околу овој предмет сите оние работи што ги зборувавме за определувањето притвор, за излегувањето од притвор, па сега и со овозможувањето да избегаат на крајот на криштата, со тоа што сега министерот Спасовски кажа дека тие најверојатно тој кажа дека има сознание дека имали помагачи во државата. Потоа ние не знаеме како тие излегле од Македонија и министерот Спасовски не сакаше многу да шпекулира, но
нафрли некои работи, значи може би излегле легално, може би нелегално, може би излегле на граничен премен, некој им дозволил да излезат без да ги евидентира, значи има повеќе варијанти, па до тоа од кај им се и патните исправи. Добро, може би ги прибавили и во соседна Грција, но секако треба да се испита што е сега со сите овие работи околу нивното бегство, со сите одговорни, ќе ги заборавиме или не, како што заборавивме не знам колку други работи кои се случуваа во држава. Вака сега, ако реформите во судството не дојдат наврза, значи наитно, многу работи ќе заборавиме, не од што сакаме да заборавиме, него толку ќе заглибаме у калта, што не ќе можеме да се извлечеме со години. Значи сите вие работи што ни се случуваат сега, ни се случуваат заради каснење на реформите. Значи, ние имаме судии што и кога сакаат нешто да изиграат, толку се неуки, како некои бозаджи да се, што не знаат тоа да го направат, барем да личи нешто у закон. Еве ова со притворот. Ти притвор да му даеш право на жалба и решението да биде суспендирано извршувањето до одлуката по жалба. Мислам, тоа ја губи суштината притворот. Значи, секој нормален човек со минимум општи познавање на состојбите во државата и во правото му е јасно како се јас ќе ти определ. Иако не е случајно. Ама се искористи како преседан претходната одлука. Значи, овака може да биде, ова стварно може да биде и договорено со притворот и кривично да се одговара, меѓутоа познавајќи ги колегите. Значи, познавајќи ги колегите, нарочито во одделението за организиран криминал, значи таму има луѓе што се залутани во правото. Значи, они да сакаат, не знаат да направат. Значи, ако они донесат законите одлука, верујте ми, тоа е случајно, им се погодило. Значи, до толку се неписмени. И со такво судство, ако не направиме реформи ние во судството, ако не донесеме луѓе што ќе си ја знаат работата, оти колку поеќе заглавуваме. Знае колегата, кога некој друг предмет тот го работел, неук судија, неук адвокат, и кога ќе доја жалба да прави, па 10 пати поеќе работиме отколку да го почнеме предметот. Значи да се извадиш од калта, да го извадиш човек и да е невин, е тешко. Значи исто е и со судство. Значи у калта се заглибува и сега ако уште неколку месеци ќе имаме уште вакви случаи. Значи јас ви гарантирам дека ќе имаме, можда не со притвор и можда не со екстрадиција, можда не, меѓутоа во некои други сегменти на правото ќе имаме заглавување. Значи имаме ние прво суди и Приве тоа го кажува, значи, и сите сме свесни заглибени во криминал. И они не знаат сега што да прават. Да се вадат од криминалот или да го штитат и понатаму криминалот, што е подобро. Дали ако се свртат сега да бидат слуги на новата власт, ќе бидат амнестирани. А очигледно нема такви сигнали од новата власт дека ќе ги амнестира. И они сега у тоа злосторничко здружение не испаѓаат и само заглибуваат. Ама не само они што заглибуваат, цела држава ни ја заглибуваат у калта. Значи нема тука ова што го правиме муемет врска со правото. Значи воа има врска со организиран криминал, што го извршува оној што е најповикан да го штити правниот поредок и правата на граѓаните од таков криминал. И тоа е најстрашен криминал, тоа е судството. Значи, судството место да е последна брана на човековите права, на државните институции, на државата крајно, на интересите на државата, она е таа која го руши и го прави најголемиот криминал. Час и чест на поштени судии, значи час и чест дури и на оние што само ќутеа не учествуваа, ама да не ги правдам и нив докрај, меѓутоа такви беа состојбите, страшни беа у судството состојбите, сплашејќи се за својата слобода, па и за животот, го правеа тоа, ама оние што учествуваа свесно, имаат бенефити од тоа. Значи, они имаат бенефити. И тоа е најстрашната работа заради која што тоне судството и заради која нас ни се случија Грујовски и Бошковски од нашето незнаење или од нашата анархичност во судството, а ние се чудиме зашто Грчкија си работи согласно нивните закони и си ја води постапката. Дури нас не е чудно дека може некоја држава да води судски постапки по најнормален тек. Значи, ја не видов ништо, гледајќи ги екстрадиционите постапки, сум учествувал, сум водел екстрадиција, значи. Гледајќи од тој аспект, ја не гледам ништо чудно во постапувањето на грчките судови. Да, дури и наспроти огромниот интерес кој владае кај нас, гледаме дека кај грчките колеги нема некој интерес,
А Груевски и Бошковски се судат заедно и со другите нелегални мигранти таму, заедно во група со нив, воопшто не се одвоени во Нормално е тоа. Уште нешто сакам да кажам, посебно треба да се води при барањето за екстрадиција. Значи меѓународната потерница е кај нас заради притворот и заради бегството. Ја изда МВР ја изда, иначе на барање од судот. Екстрадицијата, кои ќе бидат условите на екстрадицијата и што ќе се бара со екстрадицијата, тука треба да се внимава, да бидат опфанати сите постапки по кои може да се бара екстрадиција. Значи тука, како што реков, со решение за истрага што има донесено, пошто сега обвинителството тоа го прави, и со обвинителни акти, односно обвинителни предлози. За да не се доведеме во ситуација да бараме дополнителна екстрадиција. Има и такво нешто. Меѓутоа, известноста од исходот на тоа е малку понесигурно. Да. А Станковиќ сакавте да. Има мала интервенција во прилог на тезата на господинот за Валентин Зафиров. Значи, не се таму луѓето за лутари, како што вели тој. Таму се луѓето точно поставени за да бидат таму. Еве за конкретниот случај. Ние се ѓаваме, чинам дека притвор на Горан Груевски му одреди судијата Лазаревски, ако не се лажам, меѓутоа и тоа не е битно. Тој притвор беше укинат. И доаѓа судиката Александра Поп Стефанија, која знаете што? Станува судија во одделот за организиран криминал. Иако таа како таква е донесена од судот од Неготино да работи во одделението за прекршоци во Скопје. Сега, одлуката на тогашниот председател да ја стави овде, значи не е случајна, по мене не е случајна. Значи ставате погрешни луѓе, условно кажано погрешни луѓе. Ставате точно луѓе кои што треба да завршат работа каде што ја завршува. Затоа и заврши вака како што заврши. Сега, ако појдеме да бидеме честни, дали некој од новинарите побарал очет од судиката и да рече зошто вие му го кинавте притворот и се согласите дури да му го земете пасошот. Пате ми имаше размислување и патните испреди ги вратат на тие осомничени лица. До таму да работат. Сага душе на работа ви кажам. Има конкретен судија во тој суд, во тој кривичен суд, кој што трче и лобира да ги извади пасошите на Никола Груевски. Да дојде до неговиот пасош и на неговиот братовчет Сашо Мелко. До таму иде. Чи не збориме за Горан Груевски, збориме за Никола Груевски. Судија го работи тоа, трча, едноставно се интересира дали може да се земе патната исправа. И се постави прашањето, чекај, човекот осомничен по 1, 2, 3, 10 предмети. Има две активни постапки. Каде тој ги патува? И зошто би патувал? Или треба повторно да се случи Горан Груевски да побегне, па да го бараме повторно, па се да отвараме дебата од типот, па дали ќе има екстрадиција, па колку таа ќе трае, па што треба да достави Министерството за правда, па преку МНР и така. И ќе шириме приказка. Не, имате конкретни предмети, имате конкретни предлози. Да видиме сега кој не постапил согласно она што треба да го направи согласно закон. Мене не ми значи ништо ако судија на основен суд донел одлука таква како што донел. И неговиот кривичен совет ја потврдил и му дал рок на осомничениот или обвинетиот од 3, 5, 10 дена да се жали до апелационен суд пошто е нели незадоволен. И овој доси контра одлука, па вика па чекај сега ќе идеме до Врховен суд, па и таму ќе се жалиме вие добиете 15 дена на како моција да се жалите кај стигнете. Притворот не ви важи. Значи точка запирка не важи. Сега мене ме интересира кои се тие судија со имиња и презимиња што дозволиле да се случи тоа. Но јас паѓа кажам, не се случајни кои што ви господин Зафиров случајни. Да, значи тие не се таму случајни, тие се намерно поставени. Да. Значи вака само и од нив очекувам дека и тие дека ќе сносат кривична одговорност кога е тоа. Ја не реков дека се случајни, ја реков дека се залутани во правото, дека поима немаат од правото. А баш такви се бираат да бидат извршители. Оти тие не се ни свесни што прават. А човек што го познае добро правото, свесен е за одговорноста од незаконското работење, значи свесен е за последиците. А овие, ама не, јас реков дека тие, значи таа Александра Поп Стефанија беше судијка во Неготинскиот суд, кај што судат кривични дела до 5 години, со година 2 или 3 стаж и ја однесува во организиран криминал во прекршоци, неиспомош, делегирана беше и на организиран криминал. А Неготинскиот суд, само момент, Неготинскиот суд нема 5 предмета и такви лесни во и она е наједнаш експерт, па токму тоа го зборувам, дека они се токму бирани тие што не знаат и партиски послушници или криминални, не се ни партиски, да не ја мешаме стално цела ВМРО, мада и она узурпирана како држава, што ни беше узурпирана, значи тие криминалци што имаа моќ да владеат со правосудството и да ги местат луѓето, токму такви луѓе си вадеа. Па еве колегата колку години е у правосудството. Дали некој од судиите што ги донесоа во владение на
власта мината на ВМРО, дали нас не ни беа познати како стручњаци. Еве, јас вас ме познавам, вие мене ме познавате. Значи, кога ќе се сретнеме у предмети како суди и како адвокати, сите што сме значеле нешто, у судството се познаваме, имаме свој... И уште една, извини, Валентин, уште една подкрепа на ова тврдење за кое говориме. За само година и пол дена имате 4 распореди, годишни распореди на судии. Значи имате распоред од Владимир Панчевски, па имате од Татјана Михајлова, па имаше еден непознат и неподпишан и на крај имаме се Стојанче Рибарев. За година и пол дена имате 4 годишни распореди за судии. Независно дали судиите ги постават во декември, во јануари, во мај или во октомври. Значи битно е да си прават распоред кога шаховската табла се менуваат и минјат. Уште ова. Ние имаме судија што даде во тој суд кривичен затвор на правно лице. Значи тоа и 8 одделение дете ќе се запраша, чеки како ќе го затвориме сега правно лице. Како ќе го ставиме у затвору и дризово правно лице. Значи судија таков донесе и сега ние ќе зборуваме дека тој знае право. Зашто се работи за компанија? За фирма, да. За фирма, правно лице. Да, фирма. Да. Како можеш да определиш затвор за правно лице? И тој е се уште актуелен судија и си суди и си тера работата, влакно не му фали и уште е многу строг судија. Со така ќе го бележиме правното лице околу него и ќе го забраниме. Значи ми беше тоа дека имаме незналици судии што не знаат. Значи има уште поопасна варијанта, луѓе што знаеа кривично право да ги ставаја на вакви места, па имаше начини да се тера работата, да изгледа законска и многу потешко да се откриваат вие работи. Таа приказка не завршува тука, него сиде по еден чекор понатаму. Седи некој попаметен и ја пренешува пресудата. Да, дојдовме до она што го зборуваме како да се смени оваа состојба за оние фамозни реформи нели во правосудниот систем, но во време кога излезе еве и вториот извештај на Прибе, кој ги нотира од прилика истите работи, кој ги нотира и првиот, дополнети и надградени, нели? Токму во тој период повторно се случуваат сите овие небулози за кои зборуваме, значи па мислам дека нема недела да нема некоја сторија од судските кулари или некој гаф или некој што направил, кој судија како направил или сите оние апсурди кои ги слушаме во постапките кои ги води специјалното јавно обвинителство и односот на судот кон оваа институција. Како, господине Воксановиќ, верувате ли вие дека е можно во ваква атмосфера да се спроведат реформи, бидејќи се чини дека буквално тапкаме во место? Не тапкаме во место, само не може све преку ноќ. Гледајќи го извештајот на Прибе, слушајќи ги актуелните властодржци во Република Македонија, дека се спремни да ги имплементираат и да ги прифатат сите забелешки и да го работат на промените. Промените во правосудството се неминовни. Све ова што сме го констатирале како неправилности, како евентуално нестручност, треба да се превземе за да се отстрани. Но не може све преку ноќ. Затоа е и во планот на актуелната влада, чинам планот 3, 6, 9 даден со имплементација на сегментално. Најавата за генерален реизбор на судии е прво неприфатлива и невозможна во моментот. Невозможна. Друго. Се чини дека таа беше во моментот повеќе еден политички памфлет. Да, маркетинг трик на одредена политичка групација, за да може да добие она што го доби власта на изборите. Колка ви дае тоа мнозинство, не е доволно за да ги спроведе сите работи кои се прикажани во извештајот од Прибе. Точно е дека треба да се овозможи она што е преди се. Сега имаме избор на судии и јавни обвинители само со завршена академија. Такво е законското решение. Што никаде во свет не е така. Да човек, со сета почит на младите колеги, на 27, 28, 29 години добива можност да суди без животно искуство, кое му треба да му го допринесе квалитетот на своите донесени одлуки. Секаде во свет.
од редот на адвокатите, истакнатите правници, професорите на правните факултети, обвинителите, имаат право да конкурираат и за судии, и за обвинители во сите места. Нормално, согласно праксата и стручноста која ја остварувале во претходниот период. Помладите колеги, секоја чест на некој од нив, кои имаат и одлично, не сум согласен со колегата Зафиров дека све не чини. Има во судството многу добар кадар, кој заради своји можеби лични причини во еден временски период не го покажувале гласно своето несогласување со системот. Ја лично сум гневен на таквите колеги заради нивното ќутање. Што треба ние да го сега слушам у јавноста вика да им помогнеме на судиите, да ги поддржиме судиите во нивното јавност. Кого бре? Судија е судија. Судија треба биде врв во правосудниот систем. Да одлучува како за животот на човекот, така и за материјалните добра, по зависност од сферата. Нема што ние да му подпомагаме на судијата. Судијата е тој кој треба да биде избран од сите нас, да суди согласно уставот, законите и меѓународните ратификувани договори во Република Македонија, согласно легислативата. Оно што би рекли, ни по бабу, ни по стричеви, ма овие почна да судат и по братучетки, и по внуци, и по роднини. Да. Не реков јас дека се судии не чинат. Јас само реков овие што се експонираните дека никој не ги знаевме пред тоа и ги донесоа. Точно е. Ги донесоа тие да бидат послушници. А реков дека има прекрасни судии и како луѓе. Јас исто не ги оправдувам и голем поборник сум, бидејќи јас сум прв од судиите што испадна 2008 и бев разрешен за тоа што кажав дека е под директива судството на извршната власт. И нормално е дека јас сум против судиите што ќутат. Ама заради сплетот на околностите, таква димензија криминалот на извршната власт доби, што па и природно е некој да е поплашлив или не поплашлив. Меѓутоа судија, основна карактеристика на судијата треба да биде покрај стручноста, храброста. Значи, секој судија која судиш убиства, значи може да ти биде загрозен и живот и на нарочито потешки кривични дела, организиран криминал, и живот, и на собствен, и на семејството, меѓутоа тука е државата која треба да те штити. А ти треба природно да си храбар. Значи, јас против тие што ќутеа сум луд, значи сум луд, ама не до таа мера дека они не треба да бидат повторно судии, бидејќи и државата допринесе нивниот страв да е оправдан. Значи, нивниот страв да е оправдан. Со таква држава, ку знае и дали можевме да имаме поинакви судии. Значи, јас не зборувам за квалитетот на другите судии. Значи, имаме прекрасни колеги. Има колеги што си ја знаат работата. Меѓутоа, не можеш нив да им дадеш да бидат перјаници на реформите во правосудниот систем. Значи, реформите во правосудниот систем треба да биде да ги носи стручен, квалитетен кадар, храбар, морално подобен. Значи, сите тие квалитети, тој може да биде со личен пример. Со личен пример пред се и со посветеност на таа работа да ги донесе. Ако е некој плашлив, сега мислам, и тоа е степенување на плашливоста, да еднаш попуштил, кој ќе ни гарантира дека оваа власт нема да сака да ги направи сервилни, значи, повторно. Како ја сега зима апсолутна власт. Кој ќе ни гарантира, можда не Заев, можда не министерот за правда, меѓутоа во таа врхушка на власта дека не ќе има луѓе кои што ќе сакаат, што ќе имаат економска корист или било каков бенефит судството да го стават под своја. Тоа е токму тоа нотирано и во вториот извештај на Прибес. Ама јас цело време тоа го значи јас тоа го 2 години јас тоа го зборувам. Значи, и ова е у вашето студио на Лазар Нанев, кога сиот радосен Сдружение на суди донело решение, ете, ние собравме сила, сега ние ќе правиме реформи на судството, а признале, значи донеле заклучи дека е прибе во право, дека под диктат на извршна власт се носеле пресуди, чекајте бе, како вие ќе правите реформи на судството, а еден куп луѓе по затворите имаме, еден куп луѓе имаме имотот што им е одзено, имаме луѓе што се обесиле, имаме луѓе оттепани, убиени,
И сега, за сето тоа било криво актуелното судство, и сега сите ние ќе бидеме радосни, леле судство ќе прави реформи. Мислам, тоа да ти е срам да го кажеш. Значи, можеш да испадне Лазар Нанев, или кој е таму на Сдружение на судии, чиј јабев член, и знам како функционира, значи, да испаднат и да се извинат на македонскиот народ од името на сите судии, да се извинат за сите неправди што ги доживее македонскиот народ преку судството. Тогаш, значи, има нешто морално кај нив, тогаш ќе зборуваме за нивното учество во реформите. Добро, верувам дека И обвинителството, не само судството. Многумина би ви кажале дека сте идеалиста во Не сум идеалист. Ја видите, еве уште нешто ќе ви кажам. Вакво судство и обвинителство изроди и таква адвокатура. Значи, ние во адвокатурата 95% сме такви бескичменјаци. Значи, одиме по линија на помал отпор да не се конфронтираме со судиите, демек во некој друг предмет, па нашите ни попуштат, а не ни попуштаат. Само секунда. А не сум идеалист воопшто, само верувам во тоа што адвокатурата секаде во свет, па и во Република Македонија мора биде авангарда. Точно. Секогаш контра државата. Точно. Ако државата некого го обвинува дека сторила некое кривично дело за кое се превзема гонење по службена должност, адвокатот е тој кој треба да застане како бранител и да покаже на државата дека државата греши. Така. Ако луѓето имаат проблем со државата, со пензиски фонд, со катастар, со било која државна институција, повторно е адвокатурата таа која треба да застане контра државата за да докаже дека државата сгрешила. Тоа е една работа. Во оваа држава, во оваа Република Македонија, многу е тешко да се биде правник, кога многу правници наместо да се занимаваат со правото, се занимаваат со политиката. Политиката е влезена во правото. Колегите и во адвокатурата, и во обвинителството, и во судството стануваат или стануваа, да бидам поисправен. Сега малце поише дигаме глас, сервилни кон власта. Што е неспоиво со адвокатурата. Адвокатурата е секогаш контра државата, авангарда од кога е формирана. Секогаш била контра. Разбирате, како можете да бидете со државата и со... Дајте молам. 10 години, значи, адвокатурата служи како икебана во една судница, онака, заради декорација, и се авангарда. Мислам, би требало, ова што го збориш, би требало, да мора да беше, значи, моето беше за судиите. Ама како ние ќе бидеме авангарда со Додевски председател на адвокатска комора? Ајде, кажете ми, ако се сеќавате, еве, можда не памтам, толку ми е памтењето, кој судија па беше нешто посебно гласен? Кој нешто се спротивставил? Гласно и јасно да изгледа да каже... Љубише, јас. Значи, не ми го зимај тоа. Не, ти си присуден овдека и... Значи, кога ништо не ми фалеше, јас го кажав тоа и стасам до затвор. Зошто го велам ова? Ради она негативна селекција. Тие дојдени од надвор поставени тука, а тие што се тука ги ставаме надвор. И тука е завршена приказка. Меѓутоа, друга ми е поентата. Ајде вака да преме. Намерно не го споменав неговиот случај, бидејќи тој е член на едно здружение, каде што веќе водат ранг листа на судии се прават, кои што се судии со веќе симптоматични одлуки и така натаму. Во тој дел не учествувам. Значи, не навлегувам за судиите. Јас поставам прашање, дали неколку постапки веќе се поведува, дел ми беа отфрлени против поранешниот председател на Основниот суд Скопје 1, Владимир Панчевски? Да. Дали тој истиот човек го пресудија за мобинг? Да. Дали сега се Дали сега се води постапка, Советот за факти се му поведа поднесла кривична пријава на председател на Врховен суд. Значи зборам за челните луѓе. Дали не беше пред разрешување Татјана Михаилова, исто беше веде председател. Збориме за првите луѓе по судовите, за кого се водат постапки. За надоле судиите, затоа го испровоцира Зафиров. За тие другите има постапки посебно. И толку имате за сега пријави? Значи јас во делот 20 сигурно има фазла. Меѓутоа ја не учествувам во тоа, сепак од нек сум бил судија и не сакам да учествувам во тоа. Меѓутоа јас учествувам во изготвување на законите, во иницијатива што ги доставивме, мислам со готови текстови до Советот за реформи на судството, за амнестија, за преиспитување на правосилни пресуди и за разумни рокови така натаму. Има само една работа. Поведените постапки не значи утврденост на вина.
За било кого. За мобинг За мобингот е првостепена пресуда, апелација е по паметен суд по закон. Зборува дека тој човек не може да биде на раководна позиција. Апелација е по паметен суд по закон и ќе си донесе одлука, таа сме за почитување. Против било кого друг. Сега именуваме лица овде, ја не би именувал. Поведената постапка не значи утврдена вина. Што треба тогаш ние адвокати правиме цвеќара да отвориме? Така. Продаваме цвеќар, цвеќе за 8 март или за нова година. Во авангарда и бевте цвеќе? Не, ние збориме вака, дека секој Вас се носи како декор бе Оливер, нема да се лажеме. Како декор како декор. Баланс веројатно според обвинителот. Зашто имаме обвинение кога му се даваше од судијата и ви го завршуваше. А зошто викате дека не сме се уште декор? Не е точно. Не, а зошто викате дека не сме се уште? Уште ни е Додевски председател на адвокатска комора. Председател сме повели иницијатива. Колега, председателот на адвокатската комора не е тема на овој разговор. Колегата работи со својата канцеларија колку може и умее. Успеал да биде адвокат во еден временски период. Не сум согласен со неговата одлука да у време на подигнување на обвиненија го откаже полномошното. Не сум согласен, тоа е мој личен став дека не сум. Ама јас сега не би го ценел неговото работење. Не сме за тоа овде. Ја не работењето на адвокат Додевски, на председателот на адвокатска комора, чиј член сум јас и вие и председателот на адвокатска комора, сега да не бидам ја адвокат на Додевски овде у емисијава, ама председателот на адвокатска комора успеа да направи дел од превземените ингеренции кои ни ги одзема другите правосудни инстанции, нотаријатот и компанија, ни ги врати. Ма не е темата председател. Да збориме. Она што е за поздравување во неговиот мандат, еден или два, колку и да се, е за поздравување. Неговиот начин на работа е негов начин на работа. Сега имаме изборна конференција и во адвокатската комора, па ќе видиме што ќе биде поратаму. Добро, имаме уште зборам само уште едно. Идејата ми беше да не идеме со етикетирање на име. Поведена постапка против било кого не значи, прво, адвокати сме. Согласно уставот, согласно законот за кривична постапка. Значи име и презиме. Тоа е тело кое е формирано тако од кој што е формирано. Советот за и тие поднесат кривична пријава, а обвинителство се интересира за информации. Советот за факти. Може секој да поднесе кривична пријава, еве колегата е бил и судија, знае. Може секој да поднесе кривична пријава. Но треба во една постапка тоа и да го докаже. Колку кривични пријави сте отфрлиле, колега, као судија? Ја отфрлов да ви кажам. Сега, затоа ве плашам. Амам другие колеги некако не доди тоа. Така да, тука немаме основ сега со етикетирање дека поднесена кривична пријава. Па што? Што ќе работат адвокати? Не, во делот овој се слагам со вас. Меѓутоа, не можеме да заборавиме дека адвокатурата е дел од правосудниот систем. Гледам, веројатно пауза ќе дадете. Значи, адвокатурата падна на најниски гранки во однос на штитење на правата на луѓето, се вклопи во системот. И ја кога зборувам Додевски, може да и Петровски, и Митровски, тој е председател на адвокатска комора. За враќање на надлежности, не е точно и дел од надлежностите и ги изгубивме у негово време. Значи, за паѓање на работата на адвокатурата. Ајде колку падна адвокатурата поради ваквото работење. Меѓутоа, тоа не е работа на адвокатурата, на некои други органи и на законодавецот. Зборувам за организираноста на адвокатурата токму во вакви предмети, да се и токму за заштита на адвокатите. Знаете ли колку адвокати отидоа во притвор? Знаете ли колку адвокати у притвор отидоа? Ниеден не е побегнат. Значи, сите издржаа казни затвор. Десетици адвокати има. Токму во вакви монтирани случаи. Да не ви ги набројувам сега. Дали се јави Сдружение адвокатската комора да рече чекајте бе луѓе, што правите? Како што не се јави Сдружение на суди или имаат и јавните обвинители изгледа некои се издружение, како што никој не се јави, него молчеа. И јас стално викам, не треба да се јават да ме бранат, нека се јават да ме осудат. Значи, јас сум направил тоа, ме разрешува по телевизии, јас влегов у дуел со председател на судски совет. Нека речат, го срами судството Валентин Зафиров. Не чини ова, било каков став нека зазеа. Него ќутаа по ходниците ми вика, леле, шо ти направија? Тебе која можат, на секоја можат. Тоа ли е судија? Тоа ли е здружение? Исто и со адвокатурата. Јас сакам да поведам иницијатива за смена на Додевски.
за да дојдеме до права адвокатура. На председателот на заедница му викам, му предлагам, ајде да поведеме ваква постапка како наша заедница, знаете што ми одговара? Абе, знаеш како оди работите, кај сега тоа, деме како одат работите? Секаде е така и у вашата заедница у Скопје, на град Скопје. Да. Значи, Добро, да имаме уште многу малку време пред крај, бидејќи мораме да бидеме прецизни поради изборната кампања и тие рокови не смееме да ги прекорачиме. Само едно прашање за АКМИС системот, за она што се случува. Еве, следиме и таму, нели, таа работната група и господинот Нанев го спомнавте, таму работи нешто. Што мислите, што ќе се случи на крај со тој извештај на Министерството за правда? Што да биде јавно белоденет ден-два после изборите. Мислам дека да не се добие. Но кои ќе бидат реперкусии до тоа? Реперкусиите, што ќе биде? Предпоставувам дека еве, да не прejudicирам според Вуксановиќ, да не прejudicирам дека таму некој го злоупотреби дебело системот и дека ради тоа ќе одговара. Ќе има злоупотреби тука сигурно за службена положба гласување, а може и нешто друго. Верам дека ќе има такви. Но како ќе се одразат тие реперкусии? Што ќе прави Министерството за правда со тој извештај? Еве, ќе нотира злоупотреби понатаму каде со тоа? А видите, ако се констатира злоупотреби, се знае кај повторно до обвинителство. Некои суди ќе завршат обвинителство. И тука мислам да не биде јасно. Значи не може некој да злоупотреба систем затоа што така него му се посакал и така некој му кажал. Или некој му наредил во крајна линија. зависи од последиците. Значи ние не знаеме дека Зависи од последиците што ги има. нели имаше некои спекулации дека некој тоа го прави од собствениот дом. Положба и овластување. Да. И со тоа нанел штета. Зависи од Или последиците. прибавил одредена корист, согласно одредбите 353 и како му идат далje. Во постапка се утврди неговата вина, ќе мора да одговара за стореното. Да. Злоупотреба само по себе значи не е толку страшно. Страшно Добро. е ако се потврди она што го велам, значи не само од собствената канцеларија, него од собствениот дом ако некој злоупотреба системот. Добро, ова ве прашав бидејќи ова е една од работите кои ја интересира јавноста. Времето ни истече. Господа, ви благодарам за учеството во оваа емисија. Вие, почитувани гледачи, следевте уште една анализа на телевизија 24. Ви благодариме на довербата и вниманието и останете со нашата програма.